Беше тоа на 15 јануари 1945 година, кога во Велес биле масакрирани 53 затвореници од Велешкиот затвор, лица за кои имало сомневање дека биле озогласени противници на народно-ослободителната борба и соработници со окупаторот. Без заокружена истражна постапка и без јавно судење за докажување на нивната вина, биле групно стрелани и масакрирани, а потоа и закопани во заедничка гробница. Масовната гробница била пронајдена дури во 1996 година во местноста Пуста Кула, во атарот на селото Летевци. Според обдукцијата, затворениците биле усмртени на најсвиреп начин со токмаци и железа, со удари по главата. Ова представува најголем масакр врз цивили извршен од озна во ослободена Македонија. За ниеден од нив немало пресуда, а 2/3 од нив, според документацијата, немале никаква вина. Стрелањето го наредил полковникот Ефто Шашик, а воениот суд ја донел пресудата за стрелање дури по извршувањето на казната. Историчарите подсетуваат дека погубувањето се случило непосредно по бунтот на македонските офицери кој се случил на Скопско кале. Беше тоа на 15 јануари 1946 година, кога е роден Јован Дамјановски, македонски романописец и драмски автор. Дамјановски е роден во Тетово, магистер по агроекономија. Работел во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1992 година. Негови најпознати дела се Америка е само Америка, Нежната прашина на заборавот, Ние, малите луѓе, смо големи чуеци, Викенд во младоста и други. На 15 јануари 1957 година е роден Јордан Даниловски, македонски поет, критичар, есеист, романописец. Завршил филолошки факултет во Скопје. Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1986 година. Еден од покренувачите на стожер и на книжевната манифестација Празник на липите. Добитник е на наградите Браке Миладиновци и Јацо Шопов. Објавени книги: Голтач на пламен, Движење простор и време, Внатрешен говор, Множење на тишината и други. На 15 јануари 1992 година владата на Република Бугарија ја призна Република Македонија за суверена и независна држава. Бугарија беше првата земја што ја призна Република Македонија. Беше тоа на 15 јануари 1992 година, кога Арбитражната комисија на Европската заедница, начело со председателот господин Бадинтерова комисија, соопшти во својот извештај дека се исполнети сите услови за меѓународно признавање на Македонија. На 15 јануари 2021 година почина Ѓоко Дончев, македонски фолк пејач. Ѓоко Дончев е на македонската естрада повеќе од 35 години и има создадено голем број на песни, од кои има 3 големи хитови: О доме мој, Чуј ги куме свирачите и Сношти кате пак те видов. Има и еден дует со Петранка Костадинова. Македонија името не го менува.